Ова е Цивил 7, видеопродукција на Цивил која ги отсликува неделните активности на редакцијата на Цивил Медија. Јас сум Ирена Крџик, а во првото издание на Цивил 7 ви прикажуваме 7 дена исполнети со многу политички и општествени збиднувања. Премиерот Зоран Заев на посета на Брисел. На Република Северна Македонија е потребен нов изборен законник. Една изборна единица е најспоменуваното решение на панел дискусијата на Цивил. Печат на неделата оставија и дневните настапи на Џабир Дарала во рубриката Цивил во живо. Почитувај ги различностите, народни пари за црната пропаганда, не во моје име, се само дел од насловите во рубриката Цивил во живо. Во наредните минути ќе ви посочиме и дел од содржините на нашите автори на Цивил, изразени во анализи, колумни и коментари. Цивил 7 е прва од серијалот на видеопродукции на Цивил. Седмичен осврт на најзначајните активности на организацијата на Цивил, како избеднувањата во државата. Подсетувам, работните недели на Цивил Медија се исполнети со многу настани и активности и вести за кои Цивил редовно и тековно известува. Почнуваме. Вртоглава агенда на премиерот Зоран Заев во Брисел, каде што се сретна со високи функционери, уште еднаш нагласи дека македонскиот јазик и македонскиот идентитет нема да бидат ставени како тема за разговор и ангажман на Брисел. Дека нашиот македонски идентитет не е за преговори и никогаш нема да биде за преговори. Фон дер Лајен, Вархеј, Сасоли, Борел, Тимерманс, Лајчек, Вебер, Кјучук, Чолос, сите европски лидери и представници ја знаат и ја разбираат нашата позиција. Додека некој се обидува, а гледаме дека се обидува, македонскиот јазик и македонскиот идентитет да го стави на европската маса за преговори, ние нема да преговараме. Порачавме јасно и гласно и повторивме. Тргнете ја секоја дискусија за македонскиот јазик и македонскиот идентитет од масата за разговори во Брисел. После тоа можеме да продолжиме да разговараме за нашата европска иднина. Премиерот Зоран Заев својата работна посета во Брисел ја заврши со средба со шефот на ЕУ дипломатијата Жозеф Борел, каде двајцата изразија надеж дека Северна Македонија што поскоро ќе ги започне преговорите со Европската унија. There was a strong support to convey the first intergovernmental conference for North Macedonia as soon as possible. We know that you have been waiting for a long time, 16 years maybe. Yes. You are the second long-lasting country on the door of the enlargement. But I can tell you that there was a strong support for all ministers for the first conference to take place. We had fruitful discussions about the process of European Union integration of North Macedonia. We have a clear mission these days in Brussels, and that is to pass the message from Macedonian citizens to European Union officials that we work hard, we delivered, and we want to give our fair share to the future of Europe. We breathe, we live, and we grow with the European ideas and values. And we know there is no other way but the European way. We are committed on our common values and on implementation of European Union standards and criteria. And we don't want to stand and wait anymore. We want to move because moving forward is the European way. Цивил одржа панел дискусија на тема "Какви закони, такви избори". Учесници на панел дискусијата беа професорката Рената Десковска, Радица Лазареска-Геровска од Министерството за правда, Дарко Алексов од МОСТ, председателката на Сдруженијето Инклузива Благица Димитровска, како и Џабир Дарала од Цивил. На панелот учесниците излегоа со заедничка препорака дека нов изборен законник секако мора да има. Една од препораките која што оди како прва приоритетна препорака е тоа дека изборниот законник треба меѓусебно да се усогласи во самите одредби, бидејќи има конфликтни одредби, но исто така треба, сега веќе се среќава и формулацијата дека треба да има
усогласување и со одредени стандарди кои што се дадени во меѓународните документи. Што се однесува до препораките на Цивил, јас мислам дека една од најгласно повторуваните препораки веќе со години наназад, уште од почетоците кога почнавме соработка и со граѓанската асоциација Мосте, Македонија како една изборна единица која има своји низа добри особини, добри карактеристики, се разбере и има низа слаби точки таквата препорака. Тоа што ние како организација во последните години го бележиме е низа слабости кои се бележат во политичкото финансирање. Треба 2 години со претходно препораки на ОДИР. ОДИХР од околу 10 години, мислам, од нивниот прв извештај е кажано дека треба да постои еден закони кој што ќе ги регулира сите избори во државата. Сега сме 2021 година, тој изборен законник претрпел многу измени, 35, ова ќе биде 36-та. Сигурно повеќе од 50% од неговата содржина е сменета. Ние имаме 70%. Ние имаме една пракса која што вели дека ако се менува законот повеќе од 30% при една измена мора да има нов закон да се направи. Така да пишувањето на нов закон јас би го карактеризирал како техника. Тоа е, како да кажам, тоа е техничка работа која што треба да се аплицира за тоа што читањето на законот, употребата негова, имплементацијата на неговите одредби ќе ги направи поефикасни и поедноставни. Ние бараме во изборниот законник при изборот на гласачко место да постојат стандарди. Значи мора да биде пристапно за овие луѓе. Најгорливото прашање е за една категорија на граѓани што им се одземе деловната способност, што го губат правото на глас, го губат правото на избор, го губат правото на самостојност. Тие веќе ништо не одлучуваат, не само да гласат. Тие не можат да одлучат за себе. Тие се прогласени за неважечки граѓани во нашата држава. Колегата Џабир Дарала во неговата редовна пладневна рубрика Цивил во живо, меѓу другото, се осврна и на тоа дека е време за организиран одговор против црната пропаганда и дезинформациите. Добар ден на сите. Верувам дека ова ќе ни стане навика секој ден да се јавуваме во живо, било од канцеларија, било од терен, каде што сме многу често, практично секој ден. Би сакал да ви упатам еден повик да не следите постојано. Ова што го гледате сега е сетот на Цивил медија, кој е дел од Цивил, организацијата Цивил, Организација за човекови права. Сетот што го гледате зад мене е посветен на Денот на Европа, посветен е на она што ние го работиме постојано, веќе 22 години, ако не и подолго, за почитување на различноста. Таа се нарекува почитувај ги, направи промена, почитувај ги различностите. За злоупотребата на парите на граѓанките и граѓаните за црната пропаганда. Денеска се осврнав повторно на одредени состојби во јавниот дискурс на она што одредени политички структури го пласираат во јавната комуникација. Тоа е црната кампања, говорот на омразата, на дезинформациите кои се шират, и тоа мета на тие напади всушност е меѓу другото и граѓанското општество, медиумите, интелектуалците. Меѓу нив се наоѓаме ние како организација, јас како поединец. И денеска исто така пишувам за тоа дека одредени политички структури во земјава ги злоупотребуваат всушност на тој начин токму парите на граѓанките и граѓаните, бидејќи тие како политички партии и политички структури имаат право, законско право, за кое уредно си гласаат, да имаат буџет, и тој доаѓа од нас и од мене, од вас. Бројни автори, аналитичари,
колумнисти, проследувачи на јавниот живот на Република Северна Македонија, се постојано присутни на страниците на Цивил медија. Во ова издание на Цивил 7 издвојуваме и посочуваме. Велин Стојановски упатува на генералниот ремонт на изборниот законик, како што му е насловена и неговата колумна, бидејќи сите измени досега не се доволни за подобрување на постојниот изборен законик. Политичарите треба да сватат дека нема потреба за покажување на мускули со големи митинзи по градовите. За да ги придобијат гласачите, треба да остварат непосреден контакт. И средбите во спортските и другите сали за состаноци ќе имаат далеку подобар ефект во презентирање на изборните програми, со што сигурно ќе придобијат многу повеќе гласачи. Во историјата треба да останат големите митинзи кога од целата држава се водат гласачи од еден во друг град за да се покаже силата на партијата. Десант за уривање на Зоран Заев е наслов на текстот на Џабир Дарала, во кој зборува за одредени случувања и индикации од кои може да се извлече дури и заклучок дека станува збор за некои разузнавачки операции за уривање на Зоран Заев. Дали е случајно избрано кодното име на операцијата Коински скок или се работи за коинциденција со назив на воената операција од Втората светска војна за ликвидација на Тито? Нема причина да е така, бидејќи стратезите кои стојат за вакви операции сигурно имаат општи познавања од историјата. Ако е така, лесно може да се претпостави какви убедувања и вредности имаат луѓето што го осмислиле новиот десант овој пат врз Зоран Заев и неговата проевропска влада. Сефер Селими својата колумна ја наслови 30 години независност, 20 години Охридски рамковен договор. Каде е Македонија? Во неа се усврнува на развојните процеси и на борбата помеѓу прогресивните вредности и регресивните сили. Македонците, огромно мнозинство од нив, се уште се водат од мислата дека Македонија е држава на македонците. Овој менталитет кај нив произведува чувство на надмоќ кон албанците и другите етникуми, хранејќи ги со идејата дека тие се единствените и легитимни сопственици на државата која што албанците сакаат да им ја одземат. Следствено, ова го храни и стравот од губење на статусот на привилегирани, произведува албанофобија и во многу случаи со изразени нијанси на шовинизам. Ова беше Цивил 7. Ви благодарам на вниманието. До гледање до следната Цивил 7.